Наместо помош, воениот инвалид Слободан Ангелов од Кочанско Оризари мора да враќа брзи кредити. Злоупотребени му се личните податоци. 47-годишниот Ангелов барал хуманитарна финансиска помош од граѓаните за обнова на трошната семејна куќерка, поради што податоците од личната карта и трансакцијската сметка јавно ги објавил преку социјалните мрежи. Денеска е непријатно изненаден кога го известиле дека кредитите подикнати пред неколку денови на негово име треба да ги врати со висока камата во период од 1 година. 3 дена поред минатата недела на мое име биле подигнати 5 кредити од регистрираните поземувачи за брзи пари. Вкупната сума што е повлечена е нешто повеќе од 82.000 денари, а јас со камата треба да вратам над 130.000 денари. Ниту сум земал такви пари, ниту имам можност да ги враќам. Сега ми велат дека ако не ги вратам, банкарската сметка со хуманитарната помош ќе ми биде блокирана, а можно е да ми биде одземена и куќата за да се наплати долгот. Изјави оштетениот воен инвалид. Вработен како инвалидно лице, платата на Ангелов не му е доволна за да може да ја користи како гаранција за овој криминал направен врз него, а без негово знаење. Можно е во ваков случај да остане без скромниот дом, стравува воениот инвалид. Случајот го пријавил во полиција, а во исто време започнала и граѓанска постапка со надеж дека ќе бара и судска заштита.